Почитувани медиуми, почитувани присутни, најпрво да ви се заблагодарам за големиот интерес и со огромно задоволство сакам да ви соопштам дека официјално најавувам дека по пауза од 2 години конечно во недела на 6 март ќе започне и ќе се одржи надалеку познатиот карневалски бренд за Прилеп и Македонија Прочка 2022. Согласно сите здравствени мерки и протоколи, оваа година полека го враќаме сјајот на карневалот и радоста кај прилепчани, со тоа што овај пат ќе имаме маски само од Република Македонија поради здравствени мерки и протоколи потикнати од ковид пандемијата. Техничкиот дел и сите активности, како и пригодната програма, ќе оставам официјално да ви биде представена од страна на лицата кои што се директно вклучени во организацијата. Сакам да упатам покана до сите, не само до нашите сограѓани, прилепчани, туку и до целата македонска јавност и до сите граѓани да повелат да ни дојдат во недела во 12 часот. Дефилето на карневалот својот официјален почеток ќе го има пред Домот на културата Марко Цепенков, од каде што ќе се упатиме до поставената бина на плоштадот Методија Андонов Ченто. Ве уверувам дека како домајчини ќе се погрижиме да имате прекрасен и исполнет карневалски ден. Добре дојдени сте сите во градот под Марковите кули. Ви благодарам. Почитувани медиуми, поводот за кој сме овде денеска е одржувањето на карневалската манифестација Прочка 2022. Општина Прилеп и Сдруженијето на граѓани Прилепски мечкари, како организатори на годинешното 20-то поред издание, ги правиме последните подготовки за одржувањето на ова значајна манифестација, која што во изминатиот период постигна голем успех во поглед на промоција на градот Прилеп во пошироки рамки. Активностите ќе започнат со отварање на изложбата, која секоја година е сведок на најразлични креации на маски изработени од страна на учениците од основните и средните училишта во градот, под менторство на нивните наставници по ликовно образование и оделинска настава, кои се партнери всушност во целокупната организација. Ова се нашите најмлади учесници, кои што во иднина ќе ја продолжат традицијата на одржувањето и презентирањето на културното наследство. Изложбата ќе биде отворена во петок, во 12 часот од страна на градоначалникот на општина Прилеп во Центарот за култура Марко Цепенков, каде што ќе бидат прогласени и најдобрите избрани маски. Жири комисијата која што ќе го спроведе изборот е под водство на председателот на Друштвото за ликовни уметници од Прилеп Методи Исков и членовите Маја Најдовска и Елена Димовска. Централен настан представува дефилето на маски во недела, на кој што ќе се представат групни и поединечни маски од Прилеп и од другите градови на Македонија, а стартот е од Центарот за култура Марко Цепенков. Трасата ќе се движи се до плоштадот Методија Андонов Ченто, каде што ќе биде главното представување со изведена кореографија и музика, се тоа под водство на водителот Марија Спирковска Илиевски. Очекуваме околу 500 учесници во 15 на групни маски, некои од нив бројат и по 50 на учесници. До сега се пријавени групи од Кавадарци, Пробиштип и Охрид. Покрај дефилето ќе има и куклено шоу, магионичари, жонглерски и други атракции и сето тоа ќе заврши со една заедничка забава и концерт на групата Фолтин на централната бина. Ги повикувам сите оние кои што се уште не се пријавени, нека ја посетат интернет страницата на карневалот, каде што е поставена пријавата, може да ја испратат по електронски пат или пак непосредно пред карневалот да дојдат на централната бина каде што ќе им биде доделени број за настап. За најубавите маски ќе има и награди, за кои што ќе одлучува стручна жири комисија, на која што председател е Кире Миладиновски, кореограф на танц студиото Зодијак, а членови се Цветан Волчевски, наставник, и Хилда Црнеска, член на Европската федерација на карневалски градови. Ја користам оваа прилика да упатам благодарност до сите учесници на карневалот кои собраа сили да се продолжи традицијата, да не се остави на едно стихино замирање, до сите гости, волонтери, институции, Центарот за култура Марко Цепенков, полицијата, јавното комунално предпријатие и сите останати кои учествуваат во организацијата и реализацијата на ова карневалска манифестација со цел таа да биде поуспешна,
Благодарност до сите училишта и наставниците кои што го даваат максимум својот допринос и до сите медиуми и новинари за презентирањето на настанот и секако до граѓаните кои што во голем број го следат истиот. Ние како организатори се надеваме на уште еден успешен организиран карневал, а сето она што е во врска со традицијата, простувањето, мечкарите и нивните активности, кои се дел од касапскиот еснав, му давам збор на Ванчо Ѓургиев, председател на Прилепските мечкари. Заедно со локалната самоуправа на општина Прилеп и Издруженијето Прилепски мечкари се долги години во организација на меѓународниот карнавал, кој за жалост ова година ќе биде републички од познати причини кои ги наведоа претходните дискутанти. Ние се информираме како да работиме во врска со поканувањето на гости од другите градови на Европа. Сите држави има различен пристап кон тоа. Некој бара да има обавеза за сите учесници на овој карнавал потврда за прележен или вакцинација, а голем дел бараат краток рок за нивната важност. Само ќе напомнам како пример Грција, каде што 72 часа важи она потврда за здравствена состојба, а после тоа треба да се прави овде, бидејќи ќе се задржа на овие два карнавали, како што е Струмички и Прилепскиот, ќе треба дополнително да се вадат такви потврди кои се дополнителни трошоци за нив, така да ова година речевме да се оддадеме само, бидејќи има голем број и непознати, не знаеме, иако е денес, еве објавуваме веќе почеток, спремани сме за настап, не знаеме како ќе биде пандемијата до недела. Исто така знаете од минатите години дека некој пред минатата, не минатата, најавија, па во последен момент го откажавме карнавалот. Ние како здружение дадоме свој допринос во организацијата толку колку што можеме оваа година, бидејќи и обемот на работа е релативно многу помал, а се оддадоме повеќе на прилепските мечкари, така да обезбедиме доволен број на кожи кои ги штававме, ги шиеме и изработиме нови за прв пат, значи прилепските мечкари ќе учествуваат со нови костуми на дефилето, што представува за нас посебно задоволство, бидејќи со тие исти костуми тие настапува и на меѓународните карнавали. Ќе учествуваме и ќе заеме учество толку колку што можеме. Дадоме голем придонес за тоа што го возобновивме карнавалов. Веќе карнавал беше предомира, ако и ова година го испустиме и не направиме карнавал, без обзир од која димензија, полека одумираа желбите на изготвување на маски во градот Прилеп. Знаеме голем број на луѓе кои изготвуваа маски, ова година нема да ги прават од за нив познати причини, но имајќи предвид тие кои ги знаеме што пријавија и кои ќе настапуваа, мислам дека и ова година карнавалот ќе биде во домето на Републички еден од подобрите. Така да мислам дека во недела ќе видиме едно наше прилепско издание на карнавалот, а за идните години ќе се потрудиме пак да го вратиме стариот облик на Прилепскиот карнавал.